Со раст на туризмот од 22% во првиот квартал годинава, Македонија е рангирана на 8-то место од страна на туристичката канцеларија на Организацијата на Обединетите нации. Ова говори дека секторот е меѓу најбрзо растечките во економијата и уште еден доказ дека владините политики даваат резултати. Владата останува посветена на растот на целата економија, вели Мицкоски. Читајќи ги порталите, ми пролете на вест утрово дека Обединети нации и нивната канцеларија за туризам ја вметнала Македонија како 8-ма дестинација за туризам во светот. 8-ма дестинација за туризам во светот со раст на туристи од 22% во првиот квартал оваа година, споредено со првиот квартал минатата година. Како влада сме сериозно посветени на економијата, бидејќи силно веруваме дека имаме огромен потенцијал и тој потенцијал кој што го имаме како влада, но и човечкиот потенцијал со кој што располага државата може да не одведе со гигантски чекори напред. И тоа го правиме. И такви се првичните индикатори од оваа година. За нас гигантски. За разлика од чекорењето наназад изминативе 7 години. Според Државниот завод за статистика, бројот на туристи во мај 2025 година изнесува над 130.000, од кои 22,4% се домашни туристи, а 77,6% се странски. Бројот на ноќевања изнесува над 230.000, од кои 28,8% се домашни туристи, а 71,2% странци. Во првите 5 месеци од годинава, во однос на истиот период лани, вкупниот број на туристи се зголемил за 16,3%, односно кај домашните туристи има намалување за 1%, а кај странските има зголемување за 24,6%. Најпосетувани градови се Скопје и Охрид, а најбројни се гостите од Турција, Германија, Франција и нашите традиционални туристи србите. Најпосетувана дестинација во туристичката мека е манастирскиот комплекс Свети Наум, музеот на вода, залив на Коските кај градиште, кој целосно е реставриран, потоа црквата Свети Јоан Богослов Канео, како и Свети Климентовиот храм Свети Пантелеймон на Плаошник.